Председателе, моето процедурално е за целата оваа постапка и оваа лакрдија. Гледам дека се продолжува да се тера оваа седница на начин на кој што не треба да се тера. Денеска сведочиме на нов екзибиционизам на оваа ненародна влада. Уште еднаш гледаме како ова мнозинство ќе го крши највисокиот акт во државата, Уставот, заедно со деловникот на Собранието на Република Македонија. Имено, денеска пред нас се наоѓаат 5 закони кои се однесуваат на изградбата на коридорите 8 и 10, на кои оваа влада се одлучи по кој знае кој пат да го злоупотреби европското знаменце. Ова значи дека сега ќе имаме обструирана дебата, како и ограничена амандманска расправа по овие закони. Ова е предвидено со членот 135 од деловникот, при што треба да се наведат податоци за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број, датум, како изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на кој се однесува извршеното осогласување. Тоа го немаме. Празни се кореспондентните табели. Ништо од ова не постои во содржината на законите и токму поради овие неправилности требало овие закони да бидат вратени на владина седница, а не да продолжат со продолжена процедура по истите. Изјавите за усогласеност стојат празни само со подпис од предлагачот, а конкретно во одредени закони, закон за градење, нема ни податок кој ја подпишал изјавата. Има подпис, меѓутоа нема податок. Во законот за работни односи барем името и презимето на заменикот министер стои, затоа што министерката немала храброст да се подпише. Ова е скандалозно и навредливо кон сите пратеници. Со вашите поставки вие сте поблиску до реализацијата на вашите коалицијски и бизнис интереси, но секој ден се повеќе и повеќе граѓаните ги оддалечувате од Европската Унија. Ова не е Европски фронт за кој што зборувате. Ова е Европски криминален фонд. Вие не го почитувате ниту ставот на делегацијата која што се произјасни по ова и поради ова грубо прекршување на деловникот во собранието, со само до тоа што овие закони стигнале на собранска седница, иако не се подготвени согласно закон одредбите на деловникот на собранието, вие продолжувате да го кршите процедурата. Затоа барам согласно член 136 председателот на собранието и во оваа фаза да ги врати овие закони и да побара од предлагачот да ги усогласи одредбите